Министрот ќе поминаа 5 месеци од отворањето на градинките, а листите на чекање на деца кои останаа надвор од згрижување од овој процес бројат над 1000. Според податоци од Министерството, дневната бројка се движи околу 2000 деца кои се на листи на чекање. Може ли да се направи една споредба колку беа на почетокот на септември запишани, колку се сега и дали има ослободување на местата, дали се испишуваат децата од градинки и се прави простор за оние кои се на листа на чекање? Кога ги отворивме градинките на почетокот на септември, слободни места согласно протоколите беа некаде околу 20.500 места и денешната бројка за слободни места согласно протокол е 21.031 дете, затоа што во изминатиот период и отворивме нови градинки и дополнителни нови места за сместување на деца се отворија. Меѓутоа, од сите запишани согласно протоколот, бројката на присутни деца во градинката е променлива, особено сега околу новогодишните и божичните празници, така да последната бројка што имавме во минатиот петок со оглед на фактот што еднаш неделно поднесуваме извештај до Комисијата за заразни болести за состојбата во градинките, бројката беше околу 9000 присутни деца, а протоколот дозволува 21.000. Што значи и тие што се запишани и кои што влегуваат во приоритетот согласно протокол, не сите деца се присутни во градинките. Листата на чекање според протокол се движи точно над 1000, 1700, 1850, значи тука некаде се движи бројката на деца кои што согласно протоколите чекаат место за сместување во градинки. Тука зборуваме само за оние кои имаат приоритет или вкупната бројка на деца кои се на листа на чекање? Не е тоа вкупната бројка. Вкупната бројка на деца кои што се на листа за чекање надвор од пандемијата е различна. Таа бројка се движи меѓу 7 и 7.500 деца кои што се на листа на чекање. Значи во регуларно време пред да почне пандемијата. Од овие 2000 има ли статистика колку се самохрани родители? Значи, во протоколот првичниот приоритет беше да се сместуваат деца на самохрани родители и деца каде што двата родители се на работа и нема кој да се грижи за нивните деца. Јас ја немам конкретната бројка од овие дали има или нема. Не знам дали има самохрани родители кои што се во таа листа на чекање, имајќи во предвид дека тие се навистина во приоритет од запишаните. Така да не можам да ви кажам за конкретна бројка дали има самохрани родители. Меѓутоа сите политики, се што правиме е во правец да се зголеми опфатот на децата, за да можат да бидат задоволени потребите пред се на приоритетните групи на родители. Ние апелиравме до градинките, се разбира, исто и тие во контакти со родителите чии деца се запишани дека согласно протоколот ќе посетуваат градинка, а не ги носат во градинка, да бидат општествено одговорни во едно вака сериозно време на пандемија, доколку се запишани, а не ги праќаат своите деца да го отстапат местото на оние родители кои што немаат алтернатива за грижа на деца. Но што ако тоа не се случува? Оставено е да менаџираат директорите на градинките. Како се регулира ако и тие не менаџираат добро и не ги испишуваат оние деца кои воопшто не се појавиле во градинка? Има ли тука ингеренции, можеби инспекторатот за труд и социјала да постапува, да освен теренските проверки дали се почитуваат пред мерките на предпазливост, дали се прават и вакви проверки? Значи, инспекторатот, кој што инспекцијските служби за социјална и детска заштита, кои што се во склоп на Министерството, ги прават контролите на терен, заедно со Државниот инспекторат, здравствен и санитарен инспекторат во однос на почитување на протоколите. Меѓутоа, ние немаме алатка со која што ќе ги принудиме родителите да го отстапат своето место по секоја цена за да дадат место на некое друго дете. Не, значи, може да се принудат да се испишат од градинка, бидејќи воопшто не се појавуваат децата, или како беше правото 15 дена го губат правото на... Во законот не постојат такви права и ние не се мешаме во начинот на кој што градинките ги менаџираат директорите, односно пред се во склоп на општината, на единицата на локална самоуправа. Меѓутоа, сакам да ви информирам дека како Министерство за надминување на проблемите и во регуларно време, надвор од пандемија, работиме на развивање на апликација за електронско запишување на децата во градинки. Таа апликација треба да ги отстрани сите субјективизми кои што постојат во процесот на запишување во градинките и врз основа на сепак ќе мора да се воспостават некои критериуми, како што говоревме за самохрани родители, двајца вработени родители, дечиња со попреченост кои што треба инклузивно да бидат вклучени во предучилишното образование заедно со нивните врсници, така да јас имам сериозни очекувања од оваа апликација која ќе биде завршена за да можеме да испорачаме еден објективен начин
на запишување во градинките. Кога би била готова апликацијата, од идната година или нешто поскоро? Работиме сериозно, нема да биде следната година, јас очекувам дури првата половина на оваа година, но сепак тоа зависи не само од нас, туку и партнерот со кој што заедно ја работиме апликацијата. Очекувам оваа година дека ќе биде завршена многу брзо. Дополнително работиме и на подигање на капацитетот на вработените во градинките, како воспитувачите, заедно со средства кои што ги обезбедуваме од ДИПА. Во моментот се одвива обука на 180 воспитувачи за подигање на нивниот професионален капацитет за што поквалитетно предучилишно образование како предуслов за влез на децата од градинките во основното образование понатаму. Сега околу листите на чекање повторно родители реагираат дека биле, и тоа од оваа категорија на самохрани родители, реагираат дека биле принудени да дадат отказ од работа бидејќи не успеале детето да го запишат во градинка. И тоа токму во оној период кога породилното отсуство беше прекинато, не аплицирале на време кога аплицира останатите категории за впишување на децата во градинка и сега се жалат дека немаат ниту потврда дека се вработени, ниту пак имаат можност да ги запишат децата во градинка. Што е со овие случаи? Имате ли такви сознанија? Што им се препорачува да одат во приватни градинки, да ангажираат специјални негователки да ги чуваат децата? Информации за тоа дека има отпуштени од работа родители за да се грижат за своите деца, конкретно во Министерството не се стигнати. Меѓутоа, уште во моментот на отварањето на градинките во септември, значи како установи за сместување на деца од предучилишна возраст, владата донесе одлука со која што препорачува на општините како основачи на градинките да најдат алтернативни сместувања, да ги распределат децата, односно да ги задоволат потребите за сместување на деца во градинки, меѓутоа почитувајќи ги протоколите во рамки на својата општина. Значи, останува менаџирањето на организирање, дополнување на места за сместување на дечиња на општините заедно со менаџерите од градинките. Ние тука како Министерство за труд и социјална политика им помогнавме обезбедувајќи согласности за вработување на дополнителни воспитувачки и наставен, односно негователски кадар, за да може овие процеси да се изменаџираат во пандемија, имајќи го во предвид фактот дека протоколот предвидува намален број на деца во групите, во споредба со регуларна ситуација кога не постои пандемија. Значи и како Министерство, и како влада сме ги преземале сите алатки кои што во моментот ни се достапни и дополнително како влада и како Министерство работиме сериозно на зголемување на опфатот на деца во предучилишна возраст, работиме на изградба на нови градинки. Веќе ставивме новата влада во употреба 8 градинки, опфатот се зголеми на дополнителни околу 700 дечиња. За оваа година имаме изградба, односно ќе се завршат 12 градинки во текот на годината, кои што ќе опфатат дополнителни 1900 деца во градинките. На тој начин ќе се намали притисокот за упис во градинка, ќе се намалат листите на чекање, а до крајот на мандатот со бројката што како влада сме ја ставиле во владина програма од 7500 деца да бидат сместени во градинка, јас верувам дека и листите на чекање на некој начин нема нема ни да постојат, затоа што отприлика толкова и листата на чекање за упис во градинка. Ова што го кажувате предпоставуваме мерка на долг рок. Дали има мерки кои би се преземале на краток рок? Еве со оглед на епидемиолошката состојба во градинките која велите дека е стабилна, со оглед на тоа дека администрацијата веќе се враќа во полн состав на работа, дали се размислува за измена на протоколот? Дали се подготвува протокол кој ќе возможи големување на капацитетот на групите во градинка? Значи, врз основа на конкретната епидемиолошка состојба, меѓутоа и искуството што веќе сега можеме да говориме за 5-месечно искуство од отварањето на градинките, се покажа дека градинките представуваат сигурна средина за децата. Бројот на позитивни дечиња е многу мал во споредба со општата популација и на некој начин децата се имуни кон вирусот повеќе од останатите граѓани. Исто така и на воспитувачи, негователи, на вработени. Во целиот овој период добро се менаџираше состојбата и покажавме дека се докажа дека не се шири пандемијата внатре во градинките, туку меѓу децата, туку дека таа се носи од надвор. Меѓутоа, со опуштањето на епидемиолошката состојба, со подобрите позитивните параметри за тоа дека помалку е појавата на нови позитивни, се јавува потребата за да се прошири на некој начин опфатот, да се зголеми бројот на деца во градинка. Ние го официјален допис доставивме до Комисијата за заштита од заразни болести врз основа на нивната стручна експертиза да одговорат дали можеме да го зголемиме бројот на дечиња во групата, затоа што според сегашниот протокол 50% од дечињата
се присутни во групите во градинка. Не знаеме каков ќе биде нивниот одговор, меѓутоа верувам и знам дека Комисијата за заштита од заразни болести прво ќе го стави на прво место здравјето на децата и заштита од инфекцијата, затоа што вирусот со COVID-19 покажа дека не можеме во ниту еден момент да бидеме опуштени, затоа што ние се уште не сме ја добиле битката со овај најголем предизвик на денешницата. Кога очекувате одговор од Комисијата за заразни болести? Дописот го испративме во минатата недела, јас очекувам до крајот на неделата. Не зависи веќе тоа од нас. Знаете дека и председателот на комисијата беше позитивен, беше во изолација и на некој начин сите работи се во раците на комисијата и Министерството за здравство. Ви благодарам. Благодарам и вас.